Те сакам, Господи Исусе Христе, нека Твојот дух зборува и денеска за Твоја слава, славата Исусова. Проаѓам покрај една телесна локална заедница. Собран народ одбележува ден на името на светецот на црквата, кој работел за Исус Христос. Секако работел за Исус, дали работел или не работел, ние не знаеме. Се одржува служба, се слави денот на тој светец, на светците. И секоја литургија или служба, како ја нарекува тие, почнува и завршува со почит на Седржителката Богородица, Спасителка и така натаму. И ние имаме поуки во Новиот Завет на Светото Писмо. Видете, нема христијанство надвор од Исусовото животодавно слово, кај што вели Бог не живее во ракотворни храмови. И уште пострашно е кај што вели дека идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. И ние знаеме дека славата е Негова, на Отецот и на видлив во Исуса Христа, дека не треба да славиме никого друг. И поентата на сето тоа е дали треба да одам во таква црква која ме заведува, ме осквернува, ме носи во идолопоклонство. И тоа е тој проблем на таа македонска народна култура, која слави се и се што од неолитска, античка Македонија сите обреди ги внеле во христијанството по собирот во Изник, таму некаде во 3 век. И доаѓаме дали славата е на Господ Исус Христос, дали славам некакви денови на некои луѓе кои работеле за Исус, односно си се славам сами од себе си и својата традиција и култура, или вистински се прославува Господ Исус Христос во моето срце, каде што го ширам светот Евангелие, благата вест, дека Исус треба да живее во нас, дека ние сме храм на Духот Свети, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Доаѓаме до 1 Јованово, каде што вели чеда, пазете се од идолите. Идолопоклонство е да влегуваш во храмови кои носат имиња на луѓе, на жена која го родила, да се прават литургии и одбележување на празници, а да немаш сила да го прославиш Исуса Христа со живото слово, животодавното слово, да ја објавиш победата Исусова во Македонија, во македонската култура, на македонскиот полуостров и насекаде. Ах, колку си невозлюбил Татко Небесен, го даде својот син Исус, а тие го ставаат некаде таму во аголот, тргнат, си се слават они разни денови, месеци, празници. Чеда, пазете се од идолите. Македонци, дали сте свесни дека идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло? Ете, затоа е таква состојбата во Македонија, на македонскиот полуостров. За секогаш Исус, во секое срце Исус, на секаде Исус. И во тебе, и во мене, и во нашите срца, Исусе и само Исусе. Амин до Царството Божјо. Те љубам, Господи Исусе Христе. Амин.